на свикувањето на денешниот прес е да ви информираме за ставот на невладините организации во однос на донесената одлука, вчерашната одлука на Уставниот суд на Република Македонија за отфрлање на иницијативата за оценување на уставноста и законитоста на Законот за прекинување на бременност, поднесена од тука присутните Сдруженија на граѓани, заедно со Сдруженијата на граѓани реактори, професорката Каролина Ристова-Астерот. Воедно, тука сме за да ви известиме за правно неаргументираната дебата која што се водеше на вчерашната седница на Уставниот суд при одлучување по споменатата иницијатива, барем во оној јавен дел каде што ние можевме да присуствуваме. Ќе ви презентираме и уште еден случај на прекршено право на абортус и секако ќе продискутираме малце за идните чекори на Сдруженијата. Мои соговорници денеска ќе бидат Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет на Република Македонија и Наташа Бошкова од коалицијата. Најпрвен збор би дал на Наташа да ви каже нешто повеќе околу поднесената представка и околу тоа зашто сме ние незадоволни од ваквата одлука на Уставниот суд. Добар ден и од мене. Морам да изразам жалење дека вчера Уставниот суд испрати една сериозна порака дека жените во Македонија заради нивната репродуктивна функција ги немаат истите права, односно уставно загарантирани права како и останатите граѓани на државата. Организациите кои што ги спомна Игор пред година дена поднесоа иницијатива за оценување на уставноста на 14 одредби од Законот за прекинување на бременност, со надежда дека Уставниот суд ќе излезе разумен над законодавецот и ќе укине одредби кои што се штетни по животот и здравјето на жените во Македонија. Во продолжение ќе ги изложам накратко аргументите кои што ги имавме во иницијативата и што значи вчерашната одлука на Уставниот суд за животот и здравјето на жената во Македонија. Законот предвидува одобрување за прекин на бременноста. Ова значи дека законодавецот, а вчера и Уставниот суд дозволи директно мешање на државата во приватноста на жената, во изборот слободно да одлучува за раѓањето и бројот на деца кои што ќе ги има. Понатаму, Уставниот суд наместо да го штити Уставот, дозволи административен орган да одлучува за уживањето на уставно загарантираните права. Понатаму, законот предвидува писмена согласност од родител во случај кога бремената жена е малолетна или е лице лишено од деловна способност. Нашата аргументација е дека возраста и степенот на попреченост не смее да биде ограничување за уживање на одредено уставно право. Во таа смисла телесниот интегритет на човекот, правото за слобода да се одлучува за раѓањето и бројот на децата, правото да се грижиме за сопственото здравје, па и за сопствениот живот, им припаѓа и на овие жени. Уставниот суд вчера одлучи дека жените лишени од деловна способност и жените кои што се малолетни ги немаат исто, не можат исто да ги уживаат овие уставно загарантирани права. Уставниот суд исто така целосно ја занемари загриженоста на Комитетот за права на децата, кој што во неколку пати има подвлечено дека барање на согласност од родители за вршење на абортус го зголемува бројот на илегални абортуси кај адолесцентите. Исто така Комитетот за права на лица со попреченост наметнува обврска за државите да овозможнат лицата со попреченост самите или со нечија помош да одлучуваат за сопственото здравје. Понатаму, иако членот 2 од Законот за прекинување на бременност вели дека жената слободно одлучува за прекинување на бременноста, законодавецот не е конзистентен во ваквиот став, па веќе во следните одредби го ограничува правото на абортус. Велејќи дека ќе се забрани абортус пред истекот на 10 недели, доколку постои опасност за здравјето на жената и доколку не поминала една година од претходниот абортус. Во првиот случај, државата се става во улога на старател на жената да каже што е добро за незиното здравје и за незиниот живот, за незиниот телесен интегритет, а што не. Значи, и деловно способните жени со овој закон ги става Уставниот суд со вчерашната одлука дозволи да жените се третираат како деловно неспособни да можат самите да одлучат што е добро за нивното здравје. Понатаму ограничувањето на абортус во една година еден абортус, Уставниот суд вчера одлучи во еден вакуум без да има предвид што може да се случи во секојдневието. Например, само за илустрација, жена која што имала абортус и подоцна била жртва на силување, родосквернавање или друго кривично дело заради кое што останала бремена,
Или жена која носи плод за кој што е со научни сознанија утврдено дека има тешки малформации, е ставена пред две одлуки. Или да прибегне кон илегален абортус, или цел живот да биде изложена на нехумано и деградирачко постапување од страна на државата, заради тоа што била присилена да носи, роди и одгледува дете за кое што не одлучила самостално. Понатаму, законот предвидува поднесување на писмено барање за да се одобри прекинување на бременост. Со ваквата одредба јасна интенцијата на законодавецот да стави уште една бариера во пристапот до правото на абортус. Ова Уставниот суд вчера не го препозна како проблем, ниту пак фактот дека ниту за една друга медицинска интервенција не е потребно поднесување на писмено барање и добивање на дозвола од административен орган за да се изврши одредена медицинска интервенција. Со ова, Уставниот суд пропушти да најде дека ваквиот третман е дискриминирачки во однос на жената. Потоа, законот предвидува да кон барањето се поднесат неколку докази, со кои што треба да докаже дека сака да изврши бременост, односно дека ги абортус, односно дека ги исполнува условите да изврши абортус. Помеѓу другите, нема да одам во детали, помеѓу другите барања е да приложи потврда дека поминала низ советување, кое што верувате во самиот закон е наметнато како пристрасно советување. Советување дека кои се предностите на бременоста и кои се штетните последици на абортусот. Како да законодавецот, министерот за здравство или лекарот кој што ќе ја советува жената најдобро знае кои се личните, семејните, економските и културните прилики на жената, па да ја каже што е најдобро за нејзиното добро. И како последна пречка која што е сериозна и која што исто така во насока на предомислување на жената да го направи абортусот е чекање на 3 дена под советувањето од страна на лекарот. Овие 3 дена немаат никаква друга цел, освен да ја стави жената во морална дилема после пристрасното советување дали треба или не треба да абортира. Но во пракса ова ќе значи дека жената ќе прибегне кон илегален абортус, каде што не треба ниту да поднесува барање, ниту да чека одобрување, ниту да бара согласност, ниту пак да чека 3 дена за да поминат, а на крај е поевтина услугата. Значи со ваквиот закон државата единствено и дава избор на жената да во X ситуации каде што не може да ги ја помине процедурата, треба да прибегне кон илегален абортус. По само неколку месеци од донесување на законот, веќе падна и првите жртви од овој закон. Во само 2 недели документиравме два случаи каде што жени со мртов фетус беа препратени да почекаат 3 дена по советувањето, иако оваа обврска ја немаат лекарите. Сепак, строгите казни кои што ги предвидува законот, придонесуваат да дословно го применуваат законот и во ситуации кога немаат обврска. 2 жени со мртов фетус беа оставени да чекаат 3 дена за да помине законскиот рок за да биде извршено прекинувањето на бременост. Уставниот суд вчера имаше прилика да го спречи, да превенира да и други жени се најдат во оваа ситуација. За жал, Уставниот суд вчера пресуди дека жените немаат право на телесен интегритет, да одлучуваат за раѓањето, за бројот на децата, ниту пак да се грижат за сопственото здравје. Благодарам. Сите знаете за протестите кои што ги имаме, кои што не беа случајни, туку беа еден вид на наша реакција за тоа што воопшто не бевме повикани во изготовката на законот, кој што пред да биде донесен во собранието и воопшто немаше никаква јавна расправа околу тоа колку се рестриктивни овие одредби, како можат да влијаат не само на слободата на избор, меѓутоа и врз животот на жената. Освен невладините не беа повикани ни експертите, па нормално дека во отсуство на дебата во процесот на донесување на законот, очекувавме многу од Уставниот суд и очекувавме конструктивна дебата во однос на правното аргументирање на овие одредби, поради тоа што претходно воопшто не постоеше. Меѓутоа, она што вчера го видовме во Уставниот суд е навистина разочарувачки, поради тоа што во ниту еден момент не беа образложени правно, односно да речеме ниту демонтирани нашите правно аргументирани делови во иницијативата, кои што не се осврнуваат само на Уставот, туку се осврнуваат на националното законодавство и особено важно е што се осврнуваат на сите меѓународни стандарди и
сите меѓународни мислења произлезани од комитетите за тортура, Комитетот за правата на детето, потоа Европскиот суд за човекови права, кои што излеза дека за Уставниот суд воопшто не се важни, туку се поважни некои нивни идеолошки ставови, потоа лични ставови, можеби и стравови, потоа заради тоа што се зборуваше многу за релациите меѓу родителите и децата, како социјалните медиуми и новите технологии ќе влијаат на овие релации. Потоа еден од судиите си дозволи дури да зборува во име на сите жени на Република Македонија и да каже дека сонот на секоја жена е да стане мајка и да стане сопруга. Потоа си дозволи да каже дека ова доведува до неморал и ќе доведе до неверства. Ги поврза правата на жените и правото на слободен избор, правото на живот дури со истополовите бракови. Навистина ме интересира и таа аргументација како би образложила од еден правен аспект, зашто за мене не е, мислам за нас беше джашувачки, а не познато. Потоа се наметна од судијата Гавер, например, на почеток на расправата да има едно правно аргументирање со споредување и на други закони од нашето национално законодавство, како што се Законот за заштита на права на пациенти. Потоа кога зборуваме во делот на малолетниците да се направи една градација за помлади и постари малолетници, меѓутоа тоа воопшто не беше превземено од страна на другите суди и целата расправа се одведе во една сосема друга насока, од која што исходот можевме да го очекуваме и потоа беше нели соопштен. Одлуката беше соопштена, иако си уште го немаме прочитано мислењето, моравме да реагираме на ваквата одлука и моравме да реагираме и на расправата, затоа што Уставот навистина гарантира слободи, меѓутоа веќе очигледно е дека нема кој да ги штити. Уставот гарантира достоинство, гарантира физички интегритет на жената, гарантира слободен избор, меѓутоа еден од судиите си дозволи да каже дека е против овие уставни одредби и си дозволи да каже дека е против правото на абортус. И затоа е очигледно дека ние во следниот период ќе се концентрираме на индивидуални случаи, затоа ги повикуваме граѓанките да ги пријавуваат сите случаи каде што се почувствуваат дискриминирани, деградирани, каде што нивното право на здравје и право на живот се загрозани. Преку индивидуални случаи ќе испратиме нашата порака можеби до Европскиот суд за човекови права, кој што веќе има одлучувано по овие прашања, има донесено позитивни одлуки со кои што се вели дека секоја рестрикција во однос на остварувањето на правото на абортус, значи дискриминација врз жената и државите особено треба да внимаваат на ова, така што нашите идни чекори ќе бидат насочени во овој дел, што значи дека остануваме во мониторинг на законот и воопшто не се откажуваме на жените да им обезбедиме заштита која што им ја гарантира Уставот, а не им ја потврди Уставниот суд вчера. Благодарам, Неда. За да го заокружам овој преси да ви дадам многу појасна слика што овие рестриктивни одредби, што овие ограничувачки одредби всушност значат за жените во пракса и како тие се имплицираат врз нивното здравје, па дури во одредени ситуации, како што спомна и Наташа, врз нивниот живот. Дозволите ми накратко да ви раскажам последната студија на случај која што ја собравме на терен, односно жена на која што е прекршено правото на абортус. Станува збор за клиентка која што при редовни гинеколошки прегледи во гинекологија акушерство при клиничкиот центар до 25-та гестатиска недела се води како уредна здравствена состојба како на жената така и на плодот, за веќе во 25-та гестатиска недела докторот кој што ја прегледува да ја каже дека плодот има тешки малформации во смисла на џуџест раст и на забавен раст на екстремитетите. Клиентката од која ја слуша ваквата вест од докторот, веднаш го известува докторот дека сака да абортира. Докторот на ваквото барање на клиентката и вели да почека уште еден месец кога ќе биде повторната контрола за да се потврди диагнозата, а во меѓувреме да побара други мислења од други здравствени установи. Значи веднаш уште на старт имаме прекршување и попречување на уставно загарантираното право на абортус.
давање на период од месец дена, во кој што клиентката индикативно се тера да се предомисли и да доведе во прашање својата тешко донесена одлука нели за абортус. Иако клиентката не е дозволена на почеток абортусот и е приморана да бара други мислења да чека уште месец дена, клиентката се увери уште две мислења од други две здравствени установи. Станува збор за болницата Аџибадем Систина, која што исто ја потврдува диагнозата од гинекологија при клинички центар, и уште една мислење добива од гинекологијата во Чаир Мајка Тереза. Индикативно е тоа што во второто мислење во Мајка Тереза во Чаир, докторот усно и соопштува на жената дека покрај диагнозата која што ја потврдува и констатира дека има зголемено ниво на плодова течност во матката, која што може да ја предизвика хронично пореметување на притисокот, односно да има проблеми со висок притисок. На барање на клиентката, докторот тоа да го напише писмено во мислењето кое го дава, докторот тоа го одбива. Ако направиме паралела помеѓу овој момент и она за што говореше Наташа, односно претходните случаи на жени кои што 3 дена не им беше дозволено да извршат абортуса, носеа во себе мртов фетус, ќе видиме дека се потврдува дека докторите во Македонија, мислам на гинеколозите, работат во страв. Гинеколозите се исплашени да ги применуваат одредбите од Законот за прекинување на бременност, кои што се однесуваат на итност, кои што се однесуваат на прескокнување на оние процедурални чекори предвидени во законот во случај кога бременоста може да предизвика компликации по здравјето и животот на жената. Клиентката чека да помине тој еден месец, оди повторно во ГАК, каде што и се потврдува диагнозата и секако стои на одлуката да го изврши абортусот. Тука почнува постапката за прекинување на бременоста и почнува повеќекратното прекршување како на законот, така и на правата на клиентката. Почнувајќи од самото писмено барање, за кое што се уште нема донесено подзаконски правен акт од страна министерот, со кој што ќе биде утврдена формата и содржината на ваквото барање, а крајниот рок за тоа измина пред нешто повеќе од 3 месеци, па клиентката е приморана барањето да го пишува рачно на бел лист на хартија и да го поднесе до болницата во која што сака да изврши прекинување на бременоста. После тоа доаѓа советувањето, кое што е тотално спротивно на член 6 од Законот за прекинување на бременоста, кој предвидува дека советувањето треба да содржи информации околу предностите за задржување на плодот, ризиците од прекинување на бременоста, методите за прекинување на бременоста и така натака. Клиентката е жртва на едно непрофесионално, медицински неосновано и понижувачко советување. Чисто за илустрација ќе ви цитирам одредени делови кои што советувачката ги кажала на клиентката. Советувачката се дрзнала да ја каже на клиентката во однос на малформациите на нејзиниот плод, па добро, јас имам другарка која што има криви нозе, па ништо не ѝ фали. Или добро, детето можеби нема да биде физички убаво, ама ќе биде многу паметно. Значи, замислете какво понижување е тоа и кое малтретирање е тоа за клиентката. Откако поминува и советувањето, бидејќи станува збор за бременост која што се наоѓа после 10-та недела, клиентката, согласно законот, нели, препратена до првостепената комисија, која што треба да одлучува дали ќе дозволи или нема да ја дозволи да изврши прекинување на бременоста. Овдека може го имаме и најиндикативното прекршување на законот и показател дека овој закон е целосно во моментот неоперативен и нефункционален. Првостепената комисија без да одлучи, без да донесе било каква одлука, со едноставно пишување на одредено бројче на лист на клиентката ја препраќа веднаш до второстепената комисија. Членот 7 од законот јасно говори дека после истекот на 10-та недела од бременоста за прекинување на бременоста одлучува првостепената комисија. Во овој случај тој цел процес е прескокнат. Клиентката оди во второстепената комисија, каде што повторно пополнува одреден образец, кој што се уште не е донесен со подзаконски правен акт и очигледно се употребува без противзаконски. Клиентката пополнува нешто што нема наслов, а во одлуката на второстепената комисија е дефинирано како барање. Ова е уште еден формално правен и материјално правен пропуст, затоа што
второстепената комисија во законот е утврдено дека постапува исклучиво по приговори по одлука на првостепената комисија. Бидејќи тука немаме одлука на првостепена комисија, а имаме директно постапување на второстепената комисија, може би од тие причини е насловено и како барање. И последното нешто кое што е индикативно во овој случај е тоа што при носењето на мислењето на второстепената комисија, која што ја потврдува одлуката дека жената не може да изврши прекинување на бременоста, единствено е земено во предвид мислењето на Аџибадем Систина, на приватната болница. На овој начин се врши една груба деградација на здравствениот систем, државниот здравствен систем, односно јавните здравствени установи, конкретно мислам на гинекологија при клиничкиот центар и на Мајка Тереза во Чаир, а токму овие државни здравствени установи се здравствените установи каде што најголемиот број од жени ги имаат своите гинеколошки прегледи, ја следат својата бременност, одлучуваат на крајот од краиштата дали таму ќе го родат плодот или пак ќе ја прекинат бременоста. Од сето ова можеме да видиме дека во моментов имаме примена на целосно неоперативен, некомплетен и неприменлив закон. Ова е еден од многуте случаи кои што периодот ги добиваме како случај на прекршување на правата на абортус и трет случај кој што само во изминативе 3 недели го пласирано во јавноста. Токму затоа уште еднашка ќе го повторам повикот на Неда, секоја жена која што смета дека е било оттежнато, ограничено или пак е било укинато правото на абортус, не е било дозволено да изврши абортус, може слободно да се обрати во било која од организациите каде што ќе добие бесплатно медицинско, психосоцијално и правно советување.